живее Македонија! Преку вас и преку секој од нас до секој граѓанин на Република Македонија. Сите сме Македонија! Се враќате на политичка сцена, го носите практично со ваша помош. Ѓоргиевски го соборува Црвенковски, се појавувате како сила, демократска алтернатива, клучот за 21. век, милиарда марки, бидејќи не беа евра тогаш. И тоа после со години излегува дека било само пиар трик. Милиардата. Не беше никаков трик. Како голема лажга, како како го третираат. А вие се зафракава клучот на Циле. Ама тоа воопште не е така. Значи, не сум има прилика, али уште еднаш имаме една таква мала прилика, ќе кажа. Значи, прво, коалицијата со ВМРО, ја не ја направив случајно заради победа на тие избори, кои што се случија. Ние однесоме голема победа. Ја ја направив затоа што сметав дека ВМРО како македонска партија и како прифатена партија, што го гледав секогаш во кампањата и така натаму, се отстранува од политичката сцена. Тие не дојдоа на власт до тогаш, така ли? Не беа, да, прв пат 98 дојдоа. Ја го проценував тоа во интерес на Македонија. Има во предвид дека можеме да се соединиме секој некој ден во размислувањата, во градењето на една единствена држава. И така и тргна тоа. Кога најдоа разочарувања, јас се повлеков. Ние се повлекоме од владата после 2 години. Има постол министри тогаш. А во Македонија се зборува стално, се прашуваат зашто никој не поднал оставка. Не, кога се случуваат разни нестеки во оно. Ја поднесов таа оставка како активни членови на владата. 8 министри имаме тогаш на владата. Имаме министр за надворешни, министр за економија, министр за правда, Камбовски и така натаму, да не зборувам. Кипријанова, подпредседател на владата и така натаму. Има луѓе предложи одлично. Значи, милиардата, ние све договоривме во танчина со тајванците. Ја бев во Тајван, кога живеев во Америка, бев во Тајван преку една американска организација која што работи, економски работи. И ми предложија да одам во Тајван и во Јужна Кореја. Одржав некои предавања и запознав луѓе. И дојде од Тајван, дојде идејата да работиме нешто на признавањето на Тајван. Тогаш Тајван имаше мал број на признанија. Само во Африка и имаше додуше, имаше Ватикан, Европски Ватикан го и разговараме за тие работи и се прошири тоа. И дојде нивните понуди, Нивните понуди беа страшни за Македонија. Добро, имаат пари тие, меѓутоа. Не само што имаат пари, имаат идеи, имаат план. Но сте свесни дека ќе го наречете гневот на Кина, кој што е голема сила. Немаше никаков гнев. Кога се случи тоа, ништо не се случи. Немаше ни некој излив, ни некој кршење на... Добра, ма кинезите реагираа жестоко, ги прекинаа дипломатските односи со нас. Точно, прекинаа дипломатските односи, ама некоја цена ние мораме да платиме. Добро, не беше пиар трик тоа и милиардата не беше никаков трик, затоа што ние првите 200 милиона ги добивме првата година, преку Народна банка, не тоа не се знае, се знае све. А другите ги добиваме без проблем. И тоа беше минимум што го ветуваа тајванците и што го организиравме ние во договори конкретни. Ја одев во Цирих на преговори со Националната банка швајцарска, со високи стручњаци од Тајван, затоа што организираме кредит, револвинг кредит, $3 милиони, кој што кога се троши било што од тоа се додава нови. Тоа не беше никаква тајна. 200 милиони дојдоа првата година. Тие потоа ги злоупотребија затоа што ние се заштитиме одлично, ама банката не го спроведе договор. И се покри на мене.
колку провизија сте земали од тајванскиот кредит, не знам. Па кај се тие пари под кирија сидите на толку провизии земени од Тајван, од милиардата? Да, тоа се докажа пред суд за 8,5 години ме суда. Јас се иронизирам, претпоставам ме сватите така. Не, знам дека иронизирате, ама морам сега да кажам два збори, некој не би го ни коментирал. Значи, тоа правосудство што и денес го нападаме, се изврши својата улога. 8,5 години ме суда за да кажат на крај дека нема дело. Нема дело. Да. Немаше дело ни првиот ден, камоли 8-та година. Лјупчо Ѓоргиевски ви вети дека 99-та ќе бидете кандидат за председател и затоа што не го исполни тоа ветување, се растори коалиција. Тоа е абсурд. Он не ми вети никош, ја не му побарав никош. Али јасно беше дека така треба да биде. И кога пропадна тоа, го номинира Борис Трајковски. Борис Трајковски, јас сепак учествував на изборите. Јас знаев дека тоа најмалку што ќе биде украдено. И така беше. Првото судот поништи 22% од изборите. Се гласаше трет пат. 22% судот. Се ми беше познато, све знаев. И знаев како ќе биде. Иако 180.000 гласа, многу. Али не може да влезна меѓу 23. А мислев дека ќе можам да победам, дека на некој начин дека дури и заслужувам, иако е таа демократија и демократски права, се пак кој што сака ќе гласа. Али мислев дека имам таков кредибилитет. Сакавте да бидете председателски кандидат? Сакав да бидам и председател, затоа што ние имаме план. Тоа е тајванскиот план. Мене не ми сметаше тоа што не е македонски план. Ама затоа што ги заштитува комплетните економски интереси на Македонија. Бидејќи Виножито, кое што е како коалиција на сталинисти, на славомакедонци и на хомосексуалци, толку се гласовите кои што ги Уранјо докш. И не пишем авто дужле овојци, а втиле се официјални гласови, не ги измислив јас, тоа е толку колку што ти е добија. Катемика се гледаш ке пира хиусам така што шалит на лада. Излегоа на глас на изборите и толку добија како И не ми онатав тоа. гласови. Дали е тоа малцинство? Има во овој дел од Грција има уште еден момент, например кога доаѓа Пангалос во Скопје, Димитров е министер за надворешни работи, не вели хомосексуалци во сред Скопје. Како? Вели хомосексуалци во сред Скопје, вели за македонците кои што се во Грција. Ве повреди тоа тогаш? Пангалос, нема повреди Пангалос, затоа што јас се сретнав со Пангалос кога беше алтернативен министер. Папандреу и он беа алтернативни министри. И бевме заедно на една НАТО голема конференција на годишнината на НАТО во Вашингтон. И заедно говоревме ние двајцата, единствени говорници на вежата бевме и го запознав. После ме покани во Атина, ми даваше голема чест на друга, ја немав никакви политички функции, али отидов. И го знаев како е, така да тоа не ме погоди. Како може да биде воопшто афинитетот на некого да рече таква работа во туѓа земја, во земја во која што имаш некаков компетент. Тоа е не ти дава шанса да се надаваш на некаков. Ја држам уште малку грчкава тема, затоа што сте и првиот човек кој што пишува за таа античка Македонија и не знам дали на некој ги отворивте чакрите потоа овде во нашава земја, па се случи тој процес на антиквизација. Затоа што вие додека пишувавте тоа, никој не го ни перцепираше, сакате античка Македонија, сакате Александар Македонски, Букефел и така натаму и така натаму. Добро, па тоа е точно, ама па затоа промоциите на книгата беа величествени, оти кои имаат тоа чувство, луѓето тоа го сака. Али ја никогаш, и во самиот предговор, што е најважното, оти 4 книги се тие, 4 тома, од година во година. Ја напишав дека ние сме на простор кој што не ни припаѓа само нас. Јас се оградив како личност и како историчар од тоа што ние можеме да направиме антиквизација, која што се покаже катастрофално. Се Александар Македонски македонец или грк е? Па како не може да биде македонец, ама не може да биде ни грк. Он припаѓа на ера во која нема ни македонци ни грци. А на овој простор дел во кој што е и Македонија. Кој му направи атентат на Глигоров? Нема представа, не знам ништо. Не знам за тоа ништо, нити имам мислење.
Нити е битно тоа мислење, ама немам информации. Јас се сретам со Киро Григоров која беше на опоровување и не му кажав ништо затоа што немам што да му кажам, само да се видовме. Не ли спомнувам мултигрупа, не знам, српски, па ваму, таму, едно... Све може, ама тоа ништо не се пати за здраво, за готово и така и за... Добро, верувате во случајности? Например, совраќајката на Мијалков? Не верувам во случајности. Во тој тип на случајности не верувам. Значи и Мијалков не е собраќајка. Како е... Мислам, тој е факт, де факто е собраќајка, ама де јуре... Така е. Така кога ќе зборуваме, пишуваат разни работи и не може човек да се потпре на тоа и да застане за тоа. Треба да има своје уверување. На кого смета Мијалков? На кого сметаше Глигоров? Знаете, вие да направите атентат на председател? Ако е мултигруп, може сметало на Бугарија. Може сметало, ама ако е Србија, може и голема српска држава во прашање. Ако е македонски интерес, Господ знае. И такви работи може да се родат. Али ја тоа не го прифаќам, не можам да го смислам како е тоа возможно. Јас се повлеков како сериозен кандидат за тоа место кога Киро стана председател. Ја имав 64% подршка, он 4. Приметувам дека сте поприлично дефанзивен. Тоа е до карактерот на човекот или не сакате, например, ќе тргнете за Киро да кажете добро, тука ќе застанам. Ќе тргнете за ова, добро, тука ќе застанам. Знаете зашто? Затоа што ја имам дел во овие работи, сега да ги гажувам на друг начин, што сум размислувал сега, што тогаш не сакам. Па не можам да сватам зашто вие и Киро сте комунистички деца, условно кажано. Зашто се разотидовте? Тие се такви работи што не ја заслужуваат јавноста да ги знае. А колку сакаат да знаат? Знам дека сакаат, ама баш за тоа не зборам. Ја не сум зборам за председател на собранието. Стојан Андов. Добро. Не сум кажал никогаш ништо. Што, ако сум било нешто добро, ќе сум кажал, лошо ќе сум кажал, не сум кажал. Значи, нема такви манири и такво воспитување. И со Киро ние се разидовме. За Киро сепак сум кажал некои работи. 92 година јас бе представник на Македонија во Америка. Пратен со негов аманет. Така е. И има задача во Америка, не во САД, него во Америка, Канада, значи Америка. Има задача да работам на прифаќањето и на признавањето на Македонија. И за 3-4 месеци ние добивме писмо од Буш. Постои ли длабока држава во Македонија? Ја го слушам тоа, ама немам поима што значи тоа. Буквално не сум размислувал за тоа. И за мене зборуваат оти седеме во Александар Павлов секој ден дека сме длабока држава. Која е таа длабока? Па добро, вие дека можеби сте блиски со американците, знаете, ние по филмовите кога гледаме, обично тие длабоката држава изгледаат вака, Јас бев многу близок со американците, ама сега веќе не е. Тоа е пројде толку години. Иначе такви пријателства, познанства и политички можности огромни. Например, 98 ние формираме партијата. И прва посета што направиме беше на Америка. 4 члена делегација на Демократска алтернатива се состава со Гор. Гор беше подпредседател и потоа иден кандидат за председател на Америка. И не прими Гор да разговарам. И тогаш разговараме и за Тајван. Тоа треба, никогаш не сум го кажал, затоа што не треба да се правда човек, него треба, ако има некаква идеја, да каже каква била идејата. Шибенка е изједначила. Петровиќ има едно бацање. Прилика да Шибенка освои првенство Југославија. Шибенка е првак Југославија. Када смо веќе Македонски олимписки комитет многумина ќе кажат, ама вечниот Топурковски. Ќе ви дадам малку за тоа да говорите, една голема личност не ви призна, иако се не е помеѓу нас, Дражен Петровиќ. Никогаш ви се налути,
Вие тогаш бевте прв човек на Кошаркарскиот сојуз на Југославија. Она прочуено и познато славно дерби Шибенка Босна, финалето, да. Прво досудуваат фаул судиите, па се прогласува Шибенка. Има еден момент и затоа ја земав книга овде каде што и на снимка се гледа каде што вие со сите се прегрнувате, со Дражен Петровиќ не го прегрнувате. Дали е вистина дека сте му рекле на Дражен Петровиќ промаши ги двете слободи? Вистина е дека ако изреков тоа, кога требаше да пуста, му реков едното да го промаши, за да се игра, да продолжи, ама да никак, ја немам таква можност. И што сум му рекол, тоа моја лично мислење и треба да ми верувате или не. Така ли е? Али ја бев голем пријател, од ја го водев Кошаркарскиот сојуз. И репрезентацијата, и во репрезентацијата играше брат му на Дражан Петровиќ. Аца Петровиќ. И ние бевме големи пријатели и со него ја го водев на турнеја во Америка, по славните американски турнеи секоја зима, и Дражан Петровиќ, он и беше член. Значи, тоа не е точно воопшто. А точно е дека се створи огромно незадоволство во Шибеник. Огромно и ми го препишаа мене. Затоа што донесовте утрената административна одлука дека се прекинува надпреварот и да се преигра на неодредено место, не знам. Знаете што? Утакмицата заврши со победа на Шибенка. Така. Ја ги предав медалите. Тоа не е доказ, тоа бев таму. Ги има снимки за тоа уште, да. Утредента председателството на Кошаркарскиот сојуз ја понеши мојата одлука. И донесе одлука по моје инсистирање кога веќе трна работа на Осо да не се реши службено за Босна, него да се преигра. И донесем одлука да се игра на неутрален терен во Нови Сад. Во Нови Сад чекаме 2 сати, не дојде и готово. И од тога се створи огромна анимозитет према мене, да и према Скопје, со Алуминиумскиот комбинат ги прекина односи, тоа беше чудо. И тоа траеше така, тоа било пред 30 и кусор години. Можеше ли да се спаси распад на Југославија или не? Не, моравме да избегнеме војната. Тоа ми беше мене трагичен удар, од кој што никогаш не се опарави. Знаете дека денес луѓето ве прецепираат како човек кој што гласал за распад на Југославија, тоа било толку дека таа е перцепцијата за Тупурковски. Знам, во мојот случај беше сосема јасно. Јас никогаш не се залагав за распад на Југославија. Јас се залагав против војната во Југославија и со огромно срце и ден денеска тоа е мојата бока. Што дојде до војна, не до распад на Југославија. Дали сте стрекни за независна Македонија, референдумот едно друго? Среќен сум во апсолутна смисла. За тоа се борам. И сега на крај, ако можам да сумирам, до вас како допираат оние муабети, што е целиот американски човек, американски шпион, удбаш, види сте се поминале буквално на се, а ние ако одиме од она како почна разговорот дека Васил Тупурковски од најмладиот доктор на науки, од човек кој што бил во таа Југославија, па преку одбележување во некоја македонска политичка ера од 98-ма, денес се доведувате во ситуација 15 месеци да бидете во старечки или болнички дом, сега да живеете под кирија. Тоа не личи баш на длабока држава, дека Циле е длабока држава или удбаш или шпион американски. Ја удбаш не сум дека не ве гаш. Удбаш не сум можел да бидам, бидејќи многу млад бев тогаш и тоа е друго време и затоа не постои така работа. Не може ни да нели имаше некој процес на докажување на тоа. Лустрација? Лустрација, никој немаше за мене ништо нормално. Второ, ја рано бев врвен, да речеме, политичко лице. И тоа ме дистанцираше од тие работи и ме спасуваше од тие работи. Ако некој тогаш се обидел да ме врвува и така натаму, тоа беше пропаст. Така да не дојде во предвид. Американски шпион. Ја бев во Америка рано, гимназија, па постдипломски и нормално имав афинитети кон Америка затоа што следев тие коректни работи во Америка, демократија, право, политика и така натаму, заврши постдипломски. И нормално секој ја сака таква Америка. Не е таа Америка на овој председател, не е таа Америка на односите што важат црнци, белци и така натаму. Ова е
прогресивна Америка. Ја бев дел од таа на еден многу јак начин, затоа што бев академски човек во Америка. Мичиган универзитет е поем до ден денес, кај сакате. Еден од корифеите на американската академска структура. Така да и тоа го брешам. Останува трето, дека сум бил 15 месеца вамо, дека живеам без стан и тоа е точно, ама ја не страдам од тоа. Од што живеете денес, од пензија? Па живеам од релативно мала пензија, али подобра пензија од обичаените просечни во Македонија. Така да ја не се жалам ни на тоа. Се прилагодувам комплетно на тоа што го имам и тоа го трошам. Од онао на врвот до... Сум бил таму, навистина неверојатни работи се тие, не е тоа за зборување. Добро, толку не успеавте пари да направите нешто е модерно. Како да направам? Како да ви кажам? Треба човек да уме и да сака. Сигурно сум можел да сака. Тоа не е со мене и готово. Тоа ќе биде јасно, некојаш ќе биде многу јасно. Судењето го докажа тоа. Ја ништо не правев од тоа. Немаше ни еден збор после напишувано за тоа како завршува судењето. Немаш. Пред тоа имаше секој ден пишувано. Али после тоа немаш. Не го објавија ни тоа. Када што судот донесува одлука дека не сте виновен. Не сум виновен, дека не постои кривично. Дека не постои кривично дело. Не дека не сум виновен. Така да тоа беше апсурдно целото судење, така, не е битно тоа. Треба ли да ги внесеме бугарите во уставот? Сите викаат дека нема проблем. Сите викаат, и политичките партии само даваат услови за тоа. Нема да ни се случи тоа, но не е сега битно. Јас Бугарија не сум се расправил. Знам. Не сум се расправил ни еднаш за Грција. Знаев дека можеме да успееме, затоа што има брилјантни контакти таму и секогаш никогаш нема проблем со тоа. Ако влезат бугарите во уставот, ќе пропаднеме? Нема никако да пропаднеме, нема никако. Дали ќе доеме до тоа што го бараат сега балата, не знам. Не сум сигурен, мислам дека нема да дојдеме затоа што европскиот став е јасен. Дали е денес пандан на СФРЈ за Македонија спас членство во Европската унија? Збор да нема. Ние го имавме тоа во своји раце и потенцијално готово уште 91-92 година. 91-92 година. Киро Глигоров председател, ја бев се уште член на председателство, кога дојде одлуката на Бадиндер, дека Словенија и Македонија единствено ги исполнуваат условите за членство. Ја примив таа одлука. Благодарам многу што бевте дел од овој серијал. Јас ви посакам да видите здрав, жив, уште да чува здравието. Благодарам многу. Да, иако претрпевте буквално многу работи изминатиот период, меѓутоа фино изгледате сега. Да. Секој добро и многу здравје. Исто така и вам, и на вашите се надам. Благодарам.